Сите 2600 вработени во Amphenol Technology Македонија добија приватно здравствено осигурување. Трошоците за тоа ќе ги покрива компанијата. Се работи за дополнителна грижа и одговорност за здравјето, со што придобивки ќе имаат и вработените и самата компанија. Раководниот тим на Amphenol потпиша договор со Македонија осигурување Vienna Insurance Group од Скопје, со кој покрај задолжителното здравствено осигурување работниците ќе добијат и осигурителна полиса. Со тоа ќе бидат обезбедени со услуги во приватните здравствени установи во целата држава. Со ова покажуваме врвна грижа за нашите вработени, со тоа ќе имаат приватно здравствено осигурување и едноставно нема да имаат потреба, односно тие потешкоти кои што ги имаат досега за закажување или за било какви интервенции и прегледи, не им требаат пријатели и роднини, го имаат Amphenol зад нив, кој што им помага во целата таа работа. Ќе добијат картички со кои што ќе можат да ги користат здравствените услуги на врвните установи во државата во Македонија и тоа е една голема придобивка за вработени на Amphenol. Секој голема придобивка за Amphenol, кој што уште еднаш покажува дека вработените се врвен приоритет и грижата за вработените е врвен приоритет на компанијата. Со помош на брокерското друштво и мојот тим успеа заедно со Осигурување Македонија да направат еден екстра поволен пакет кој што покрива генерално се што е од тоа нормално живење и нормални потреби да ги покрива. Операции, породување и пошто има и доста млади кај нас, така да сите тие најважни сегменти се опфатени и мислам дека ќе бидат повеќе од задоволни нашите вработени. При потпишувањето на договорот со кочанскиот стопански гигант од осигурителната компанија нагласија дека тоа е одлично признание за нив. При тоа се обезбедуваат дигитални услуги при преувањето на штетите, како и ефикасност во нивното решавање. Дигиталните услуги кои што ги нудиме ги овозможуваме при пријавата на штетите, искуството што го имаме во решавањето и ликвидацијата на штетите, ќе бидат од голема важност и голема придобивка за 2600 вработени на компанијата Amphenol, кои што ќе ги уживаат тие придобивки при користење на нашата полиса. Тоа секако ќе биде референца и за нас. Од компанијата Amphenol Technology Македонија нагласија дека со грижата за вработените и за нивното здравје, како и со општествената одговорност во обезбедувањето помош за пошироката заедница, таа станува препознатлива во Кочани и регионот, но и пошироко во државата. За идната недела е најавено пуштањето на делницата кон Крупиште од експресниот пат Кочани-Штип. Завршните градежни работи течат забрзано. Веќе е поставена заштитната ограда, а за наредните неколку денови се планира обележување на хоризонталната сигнализација и поставување на сообраќајните знаци и ознаки. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски истакна дека до комплетирањето на предвидените работи сообраќајот ќе се одвива во времен режим во делот меѓу селата Бања и Кочани. Тоа ќе трае се додека не биде поставена сообраќајната сигнализација. Сепак, за жителите на селата во близина на експресниот пат останува отворено прашањето што ќе се случи со локалните патишта, што беа сериозно оштетени додека траеше изградбата на главната сообраќајница. Согласно ФИДИК договорите кои што ги склучува државата со изведувачите, сите оние патни правци кои што се околу новиот експресен пат од страна на изведувачот, кои што биле оштетени при изградбата на овој пат, ќе бидат доведени во правобитна состојба. Тоа се постоечките патни правци и за тоа можем да потенцирам дека надзорниот орган, јавното претпријатие за државни патишта и изведувачот имаат склучено договор во кој што сите обврски клаузули од договорот се почитуваат. Најпрвен за нас најважно е што веќе наредната недела го завршуваме најголемиот капитален проект во Источна Македонија. Првиот го завршивме во текот на оваа година од Штип до Радовиш, кој што ги поврзува двата региони, источниот и југоисточниот регион, а со овој патен правец комплетно ја затвараме и ја подобруваме сликата на патната инфраструктура во регионот. Јас само можам да истакнам дека очекувам многу посилен економски раст и развој на источниот регион со пуштањето на овој патен правец. Очекувам зголемување на безбедноста на многу повисоко ниво,
од она што беше до денеска и патните правци кои што беа заборавени во источниот регион и по кои што патуваа граѓаните, а беа слика на минатиот век, денеска повеќе таа состојба ја менуваме. За изградбата на експресниот пат Штип-Кочани државата инвестираше 37 милиони и 300 илјади евра. При тоа делницата од Три чешми до Крупиште беше пуштена во употреба пред околу 2 години, додека на делот кон Кочани градежните работи беа привремено запрени поради проблеми со експроприација на земјиштето на кое минува патот. Вкупната должина на новата патна врска е 28 километри со ширина од 11,5 метри. Ке има по 2 коловозни и 2 ленти за застанување од по 2 метри, како и 2 рабни ленти. Проектираната максимална брзина на возење ќе биде 110 км на час. Локалната самоуправа на Кочани ќе добие финансиска и техничка поддршка од Европската Унија за предложениот проект Паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување. Со него, општината конкурираше на повикот за спроведување мали проекти во областа на енергетиката, климатската заштита и транспортот за општините и градовите во Македонија. Средствата од европските фондови се во рамки на програмата на Европската Унија за енергетска транзиција, пакт на градоначалници во Западен Балкан и Турција, што е финансирано со средства од буџетот на Унијата и на Германското федерално министерство за економска соработка и развој. Со проектот што го подготви општина Кочани треба да се обезбеди модернизација на управувањето со енергијата во системот за јавно осветлување. Целта е да се воспостави така наречен паметен систем за мерење и управување, со што ќе се постигнат заштеди и ефикасно искористување на електричната енергија во мрежата за јавно осветлување на територијата на целата општина. Предвидено е да се направи надградба на постојните улични кабинети со смарт технологија, со која ќе се вклучуваат групи светилки преку соодветна енергетска опрема, а ќе се обезбеди различен интензитет на светлина и потрошувачка на струја во различни периоди од ноќта. Тоа ќе значи унапредување и подобрување на работењето и управувањето, но и подолг век на користење на постојното улично осветлување. Во завршна фаза се активностите со кои учениците и вработените од подрачното основно училиште Гоце Делчев од Истибања ќе добијат современо затоплување на училниците и другите работни простории. Со проектот, што почна пред околу 1 месец, се инсталира ново централно грејење. Освен тоа, заменети се и старите и дотраени врати на училниците. Поставен е ламинат и доопремена е училница за реализација на наставата по физичко образование. Вкупната инвестиција на активностите изнесува 1 милион и 700 илјади денари. Со средствата е обезбеден и котел на пелети со моќност до 25 киловати, како и радиатори, пумпи и придружна инсталацијска опрема за централното затоплување. Изведувачот на градежните работи го почитува договорениот рок за изведба и се очекува нивното комплетирање да заврши идната недела. Општина Виница ги потсетува заинтересираните купувачи дека нуди државно градежно земјиште за изградба на објекти за индивидуално домување, како и за комерцијална дејност, односно за лесна индустрија, стоваришта и магацини. Рокот за пријавување на инвеститорите трае до понеделник, 26 декември. Од локалната самоуправа истакнаа дека веќе има заинтересирани купувачи, а се очекува од продажбата да се оствари приход од над 2 милиони денари. На потенцијалните купувачи им се нудат 5 парцели со површина од 300 до 560 метри квадратни за изградба на куќи на улицата Пиринска во близина на метеоролошката станица. На истата локација се продава и парцела со површина од 740 квадратни метри наменета за комерцијални дејности, односно за трговски дуќан. Двете парцели пак наменети за лесна индустрија, стоваришта и магацини се со површина од 950, односно 8540 квадратни метри. Тие имаат обезбеден пристап во индустриската зона на влезот во Виница. Почетната цена за сите парцели е по 61 денар за квадратен метар, освен за земјиштето наменето за комерцијални дејности, за кое квадратниот метар се нуди по почетна цена од 1600 денари.
Продажбата на градежното земјиште ќе биде со електронско јавно наддавање, што ќе се одржи на 28 декември. Инвеститорите кои ќе се пријават за наддавањето ќе треба да обезбедат банкарска гаранција во вредност од 300% од почетната вредност за секоја парцела.